Euromaks Resources ја поздравува и поддржува секоја иницијатива и делување за заштита на животната средина и лично како компанија ги почитуваме и пременуваме највисоките европски стандарди и мерки за заштита на животната средина. Но мораме да реагираме кога во име на активности за заштита на човековата средина одредени еколошки здруженија и активисти ги злоупотребуваат политичките случувања во државата со цел да наштетат на нашиот проект, во чиј дизајн и развој се внимава на највисоките меѓународни и домашни стандарди за заштита на животната средина, се вели меѓу другото во реакцијата од Euromaks Resources по соопштението на Здруженијето на граѓани Здрава Котлина. Како македонска компанија која е поддржана од меѓународни акционери, ја почитуваме секоја домашна иницијатива и активност кои без манипулација и извртување на фактите е во функција на заштита и унапредување на човековата средина и здравје. Посветени сме на унапредување на животната средина преку развој на модерен рудник на можности, односно рудник кој ќе го унапреди животниот стандард како на локалното население, така и на државата. Со поддршка на домашни и странски експерти во секоја фаза од планирање на развој на проектот се водиме според највисоките домашни и меѓународни норми и стандарди за развој на модерен рудник, што ќе користи најсовремени методи на рударство, кои можат да коегзистираат со земјоделството, се вели во соопштението. Тие додаваат дека и структурата на инвеститорите, во кои ги наведуваат големиот број меѓународни институции, како што Европската банка за обнова и развој, ги обврзува се вкупното работење, како и сите соработници при изведбата на рудникот и потоа да ги усогласат со највисоките европски стандарди. Во реакцијата до Здрава Котлина од Euromaks додаваат дека користењето на резултатите за излезност на населението на референдумот е со цел Здрава Котлина да го оцрнат проектот и според нив тоа е нечесно и е во спротивност со сигналите кои Euromaks ги добива од локалното население. Како инвеститори веруваме дека Македонија има голем потенцијал за економски развој преку користење на најдобрите светски практики и модерни технологии за искупување на рудното богатство. И не сакаме да навлегуваме во истражување за причините поради кои граѓаните решиле да се откажат од сопственото право да излезат на референдумот. Жителите на Иловица и Штука, како и градоначалникот на Босилово 10 дена пред одржувањето на референдумот, изјавија дека развојот на проектот Иловица Штука нема да влијае врз резултатите за излезноста на референдумот. Веруваме дека ниту една организација или институција нема потврда дека нивната постапка на референдумот е поврзана со нашиот проект, особено што во нашата комуникација со граѓаните од општините Босилово и Новосело добиваме поддршка од населението за побрза реализација на проектот, што треба да им донесе нови извори за екзистенција, се вели во реакцијата до Здрава Котлина од Euromaks Resources.